Добар ден, почитуван вице-премиер, почитувани градоначалници, советници во Советот на град Скопје, председателка на Советот, почитувани медиуми, почитувани скопјанки, почитувани скопјани. Особено големо ми е задоволството што денеска и официјално или од денеска официјално пуштаме во употреба последните 500 метри од ново проектираниот и ново изведениот булевар Босна и Херцеговина, кој што сега се протега на површина поголема од 2 километра и се спојува со булеварот Словенија. Ова во целост е булевари кои што го изведовме во рамките на буџетските средства на град Скопје. Инвестицијата, знаете, лани го пуштивме првиот дел, сега вториот дел изнесува околу 100 милиони денари, како што реков, буџетски средства кои што овозможуваат сериозен развој на инфраструктурата, меѓутоа и сериозен развој на градот во северниот негов дел и е дел од концептот за кој што јас зборував со граѓаните во текот на 2017 година од така наречениот северен секундарен прстен. Овдека се наоѓаме, како што може да видите, на поранешната улица Босна и Херцеговина, која што беше изградена пред 50 на години со коловоз широк околу 7 метри и никогаш не променет асфалт. Сега имаме еден најсовремен по сите светски и европски стандарди булевар, широк 40 метри, со велосипедски, со пешачки патеки по целата негова должина. Коловозот е веќе спремен, пешачките и велосипедските патеки исто така. Останува периодот кој што ни предстои да го доуредиме и булеварското зеленило. Овдека обоведуваме ново лето осветлување на овој булевар и за овој дел од градот всушност ова ќе представува значителен импут за неговиот развој, особено ако се има во предвид дека сето ова се спојува со булеварот Никола Карев, кој што сме во завршна фаза, и со петлјата кај Момин поток, која што веќе ја најавивме и која што би требало се почне да се гради во текот на јули. Благодарност до општина Чаир, благодарност до општина Бутел, чии што граѓани се најнепосредни корисници на овој булевар, заедно со граѓаните од општина Шуто Ризари за помошта, асистенцијата и добрата волја која што имавме во периодот кој што измина до изградба на оваа инфраструктура. Нека ни е со среќа на